Aj, седни до мен. Почитувани представници на Владата на Република Македонија, почитувани представници на меѓународните организации, почитувани представници на граѓанскиот сектор, мене ми е навистина драго што има волкав број на присутни на оваа секторска работна група, што ми укажува дека навистина партнерскиот однос кој што го градевме заедно во претходните 7 месеци дава резултат и дека и понатаму посветено заеднички ќе ги водиме реформите кои што се токму во овој сектор. Владата се заложи за воведување на секторски пристап и токму затоа е подготвена секторската програма која што се однесува на образование, социјална заштита и вработување. Истата таа стратегија е усвоена, но многу е важно да сме свесни дека истата треба да се имплементира. За да можеме сите заедно да постигнеме резултати во нејзината имплементација, мора да бидеме добро координирани и усогласени во кој дел кој се вклучува и кој како може да помогне за да можеме да го постигнеме максимумот со ресурсите кои што во моментов ги имаме. Токму затоа оваа секторска група ја водиме и заедно со Министерството за образование, затоа што ако немаме секторски диалог кој што ни укажува дека од образование треба да припремиме кадар за вработување, а оние кои што не може да се опфатат со вработување треба да влезат во социјална заштита, тогаш навистина губиме човечки ресурси со кои што нашата држава и не располага во огромен обем, но истиот тој потенцијал кој што го имаме во моментов треба да го употребиме во насока на социоекономски развој на нашата држава. Самата оваа секторска работна група ја посветивме на донаторите, но посакуваме и повикуваме сите останати да учествуваат и во дискусијата и во понудувањето на помош и поддршка во реформите кои што следат. Зашто го направивме тоа? Затоа што навистина ние како Министерство, веројатно Министерството за образование, имаме реформи кои што се долгорочни, кои што се сеопфатни и кои што навистина треба да го изменат системот на функционирање на овие две министерства. Имаме многу партнери меѓународни кои што се со нас во процесите, но за да биде јасно за сите докаде сме и кој во што вложува, е убаво да на регуларно ниво се среќаваме вака и по однос на СРП програмата или секторската наша програма треба да дадеме во наредните месеци 3 месеци извештај кој што ќе зависи од тоа како сме се искоординирале и што сме постигнале од оваа иста програма. Јас би сакала да кажам дека европската делегација во Македонија навистина е клучна во овие процеси, не само заради тоа што следи колку донаторската координација е добра во државата, туку затоа што ние сме во подготовка на ИПА 2 програмата од една страна, но исто така акцијската програма 2017-2019. И за да можеме да приоритизираме и да извлечеме програми кои што ќе влезат во овие акцијски програми, навистина треба да утврдиме до каде сме и каде се движиме. Токму затоа Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование денеска ќе ги изложат детално своите приоритети за 2018-2019 година и од таму ќе отвориме дискусија по однос на секоја подрачна. Голема благодарност до господинот Бертолини кој што во суштина и не поттикна да го подигнеме политичкото ниво на секторските работни групи и координацијата помеѓу институциите, граѓанските организации и меѓународните партнери. Навистина голема благодарност за истото. Очекувам да имаме плодна дискусија и би сакала сега Министерката за образование исто така да има своевоведно обраќање. Почитувани присутни, дами и господа, дозволите ми најпрво да изразам својата благодарност кон нашите меѓународни партнери и донатори за сета помош и поддршка која што ја инвестира досега во македонското образование и се надевам дека и во иднина ќе останете партнери на институциите во системот на реформските процеси.
Јас ќе се осврнам накратко на приоритетите во областа на образованието, кое што во суштина е исклучително значаен показател за степенот на развој на една земја и во тој контекст постојано треба да се надоградува, да ги следи глобалните трендови и текови, да создава, но и да ги имплементира примерите за успешни искуства и практики од поразвиените земји. Владата на Република Македонија ја донесе неодамна стратегијата за образование 2018-2025 година, која што практично беше изработена со огромна поддршка и помош од Европската Унија, зашто ја изразувам мојата благодарност денеска. Стратегија која што ги содржи правците во кои што ќе се развива образованието во наредниот период и на тој начин представува значаен стратешки документ и рамка на активностите со кои што ќе се движиме напред во процесите на реформи во образованието. Оваа стратегија која што беше усвоена се темели на јасно утврдување на главните предизвици на образованието и предизвиците и приоритетите на кои владата ќе биде фокусирана во наредниот период, а која што се однесуваат во 6 главни области: предучилишното образование, основното образование, средното стручно образование, високото образование и истражување и образованието на возрастни. Денеска во тек се веќе реформи кои што се почнати во сите нивоа на образованието. Работат интензивно работни групи кои што го изготвуваат законот за измените на законот за основно образование. Јас пред да дојдам овдека имавме и состанок со СОНК како партнер во тие реформи и представник на Европската синдикална организација, каде што разговаравме за она што ќе значи реформа во законски аспект со цел да се утврдат приоритетите кои што ќе значат подобрување на статусот на наставниците во основното и средното образование, но секако во исто време ќе значат и можности за кариерно напредување на наставниците во основното и средното образование. Во исто време подготвен е веќе законот за високо образование, кој што ќе гарантира автономијата на високото образование, но и ќе обезбеди подобар квалитет на студиите во согласност со европските стандарди за квалитет. Главниот мотив практично на нашите реформи е дека со образование граѓаните се развиваат, а општеството се движи напред. Токму затоа и образованието е врвен приоритет на владата и свесни сме дека земјите во развој единствена шанса за напредок ја имаат преку квалитетно образование, достапно за сите. Образованието е практично основата врз која што Македонија може да ја гради својата иднина. Ние сме свесни дека времето брзо поминува, но исто така сме свесни и дека реформите во областа на образованието не треба да се избрзуваат и затоа во овој процес бараме поддршка и помош на патот на интегрирање на нашиот образовен систем во европскиот образовен простор. Верувам дека со заеднички сили ќе постигнеме заеднички успех и позитивни резултати кои што ќе имаме шанса заедно да ги градиме со цел и македонскиот образовен простор соодветно да биде интегриран во европскиот образовен простор. Ви благодарам.